Да се заштитат жените и девојчињата од дигиталното насилство е задача на целата заедница. Повеќе кампањи, поголема институционална поддршка и поголема будност на јавноста за појавата на вакви случаи, препорачуваат психолозите. Стојне Митева од организацијата Sky Plus од Струмица смета дека дигиталниот простор понекогаш е застрашувачки и ги прави ранливи девојките и жените. Како што испомена и градоначалникот, а испоменав и јас, оваа година кампањата за борба против семејното насилство е под палката на дигиталното насилство. Последните статистики и анализи велат дека дури 80% од жените биле сведоци на дигитално насилство, а 40% од жените во Македонија биле жртви на дигиталното насилство. Оваа бројка е навистина голема и загрижувачка бројка, покрај она на семејното насилство кое што ја третираме со основните начала на насилството, физичкото, психичкото, сексуалното, вознемирувањето и така натаму, се она кое што со последните измени на Законот за семејно насилство и влегуваат. Бројки кои што секојдневно растат, а најмногу што нас загрижува е дека всушност препознавајќи го дигиталното насилство, ние стануваме свесни дека овдека не се само жените, овдека се многу поголем број девојчиња. Општина Струмица вели дека ќе се работи на зајакнување на социјалните услуги и ресурсите што им се на располагање за да се подобри мрежата на поддршка на жртвите на насилство, како советувалишта, шелтер центари и куќа за отворено домување. Символичните денови за активизам против насилство врз жените и девојчињата ќе го одбележат со повеќе работилници и трибини за различна публика. Во наредните 16 дена ќе спроведеме низ активности: едукативни настани, информативни кампањи, трибини и работилници, со јасна цел да ги подигнеме свеста и знаењето за тоа што е дигитално насилство, како да го препознаеме и како да заштитиме. Но и уште поважно, какво општество да изградиме во мрежа на солидарност, каде жртвите не се осудени на тишина, туку на поддршка. Дозволете ми вечерва да упатам порака до жените и девојчињата кои се соочуваат со насилство. Не сте сами. До граѓаните, не молчете кога гледате неправда. До институциите, да бидеме уште побрзи, уште похрабри и уште почувствителни во заштита на секој човек. Кампањата 16 денови активизам против насилство врз жените и девојчињата општината ја почна со осветлување на општинската зграда во портокалова боја, а млади активисти делеа пораки против насилство на граѓаните на повеќе локации низ Струмица.